Ве благодарам председателя, почитувана представничка на Советот на јавни обвинители, почитувани колешки колеги пратеници. Искрено загрижена сум сериозно од досегашната критика во однос на годишниот извештај за работата на Советот на јавни обвинители. Претпоставувам дека најверојатно и вие би требале да бидете загрижени и после ова комисија сериозно да размислите дали не би требало во најмала рака од етички причини да се поднесе уставка, доколку веќе нема да бидете во можност да преземете посериозни мерки во однос на подобрување на квалитетот на работа на Советот на јавните обвинители. А не верувам дека ќе бидете во можност да ја подобрите работата заради тоа што и од самиот извештај, колку и да сакате да го презентирате во една поблага форма, сепак оценката за работата на Советот на јавни обвинители дојде токму од народот, кој што вели дека дури 97% не веруваат во судството, во правосудните органи, вклучително и во ова институција, и тоа е една сериозен аларм дека треба навистина да час поскоро, ја би рекла и вчера, да се започне со реформа во правосудните органи, обвинителството и се оно што значи судство во Република Македонија. Имено, ќе се обидам да не се повторувам со колегите и да бидам многу кратка и јасна. Ако отворите на вашата веб страна, една од последните одлуки кои што ги имате донесено, впрочем е каде што носите одлука и стои објавена ви е таа одлука и за јавен обвинител во Скопје е бирате господјата Лиле Стефанова. За подсетување, тоа е една од вашите последни активности, за подсетување, господјата Лиле Стефанова беше дел од јавните обвинители на најскандалозното специјално јавно обвинителство во Македонија и во тимот на Катица Јанева. Чинам дека нема потреба да подсетувам што значеше работењето, односно неработењето во делот на овој тим. А меѓутоа вие наградувате господјата Лиле Стефанова и ја бирате за јавен обвинител токму во Скопското јавно обвинителство, и тоа стои на вашата страна како веб страна, како една од последни активности на ова јавно обвинителство. За мене овој годишен извештај само го потврдува извештајот на Европската комисија, реакцијата на Blueprint и она што ние успеавме да го следиме во медиумите, а тоа е дека сте навистина преминавте или станавте на навистина контраверзна институција која што не успеа да исполни првичната мисија, тоа да останете независна институција, самостоен орган кој што ќе придонесе во градењето на независен судски систем во Македонија, а со тоа ќе биде навистина сервис или ќе придонесе во јакнењето на владењето на правото, ќе биде сервис на граѓаните и на сите застегнати во обезбедувањето на соодветна правична застапеност во делот на судењата, во владењето на правото и до толку повеќе навистина во еден квалитетен градење на еден квалитетен судски систем. За жал, нетранспарентноста, недоволниот мерит систем во вашите одлуки и изборот или пак разрешувањето на јавните обвинители секаде каде што имавте индици или допрен глас, не успеавте да го преминете, кога сето тоа ќе се сумира, впрочем, повторно доаѓаме до заклучок дека за жал на никој начин вашиот молк или непостапување придонесе, впрочем, да не бидете препознаени како едно самостојно тело, независно тело кое што ќе го гради овој судски систем и јавното обвинителство, туку впрочем и на никој начин да бидете соучесници во една сериозна партизација, кронизам и до толку повеќе непотизам во судството и јавното обвинителство, и затоа како и претходните колеги, чинам дека никако сами придонесовте да изградите една негативна слика и еден негативен имидж во делот на судството. За мене судството и јавното обвинителство секогаш ќе бидат темелите на државата, заради тоа што имате главен ученик во одржувањето на
темелите на државата, при тоа и во сервисирањето на или обезбедувањето на владење на правото и правна држава. И кога ова алка е најслаба, тогаш јасен е исходот, а исходот е дека, ќе повторам, има висока недоверба во правосудството и јавното обвинителство, дури 97%, и за жал со право се веле дека негативен ќе биде исходот и за овој извештај кој што се однесува за 2023 година. Замислете, вие сами потврдувате во вашата неуспешност. Велите дека во извештајот од 176 приставки дури 135 се од оштетени лица. Тоа е сериозна бројка, како 175 приставки се вкупни кои што ги примил Советот, дури 135 приставки ви се во делот од оштетени лица. И говори, и тоа сериозно за вашата работа. Да заклучам, заради тоа што кажав, нема да се повторувам, јас како и многу пратеници и верувам граѓани кои што посакуваат еден сериозен систем и на правна држава, верувам дека ни се потребни час поскоро реформи. Верувам и вие после оваа дебата во Комисијата за политички систем, а се надевам и вашите колеги не следат, особено тие кои што се таму, најверојатно си уште професионалци, верувате во правото и сакате да придонесете во градење на правна држава, ќе извлечете некои препораки, некои совети, некои размислувања, заради тоа што ова е домот на демократијата, домот на граѓаните и ние имаме должност да го пренесеме токму нивниот глас. Се надевам на некој начин ќе допре токму и до ова тело и дека сериозно ќе размислите пред се како професионалци, како луѓе кои што верувам сте сакале да го посветите вашиот професионален живот во градењето на правото, градењето на правната држава и владењето на правото, дека ова е сериозна забелешка, дека сериозно претворливте во вашата работа и дека навистина и вие ќе се согласите на Македонија, на граѓаните ни е потребно час поскоро реформи во делот на судството и јавното обвинителство. Ви благодарам.